Еве, под 70 години пак сме на местото каде на некој начин почнала копачката. Вие сте еден од главните виновници кои ден по ден, како што рековте, од мало во мало успеавте да ја воздигнете на европско ниво, да кажеме, сте гостувале на многу места. Какво е чувство да е по 70 години да пак да се биде тука на ова место каде што и почнала на некој начин? Може ли? Може. Чувството е големо. Радосно и убаво кога го гледаш резултатот од некогашната твоја работа. Јас кога дојдов како млад за наставник во основното училиште Стив Наумов во село Драмче, тогаш имаше многу деца, имаше многу луѓе во малата и имав прилика да се запознавам со убавиот фолклор, да се запознавам со многу инструменталисти, играорци, да наблюдам и ми се допадна копачката. Мислам дека тоа беше мојата животна определба и денеска не се откажувам од неа. Успеав во текот на годините со кои престојував овде во Драмче, па и потоа од моето село доаѓајќи овде да ја представам копачката на многу фестивали, на многу манифестации кои беа такви да можеше десекаде да биде примера копачката како оро убаво. Копачката е најубавото културно наследство што ни го оставиле нашите предци кои живееле во Пијанешки во Драмче, усовршувајќи го до најголемо совршенство, издигнувајќи го на големите фолклорни висини. Јас само продолжив овие убавини да ги представам на нашите фолклористи прво во татковината и надвор од неа, на многу фестивали и смотри, и мислам дека мојата животна цел ја постигнав, но додека можам ќе работам копачката да отиде уште потаму, никој пат да не сгасне и вечно да постои како што постои овој народ и ова село.